Сега води Godel Работнички, 66-65. Kurtović postigna 23 poena. Ubedljivo najefikasan na parketu. Đaković. Pred nego Veselinovski. Gaštarski. 10 sekundi do kraja. Poeni što bi postigna Gaštarski. I сега топката е вон теренот. Кошаркарите на Godel Работнички се чудат, се тачат за глава, што се случува. 66-67, предност од 1 поен за кошаркарите на МЗТ. Сега лична грешка направи Нешовиć. Пета лична грешка на Борис Нешовиć, мора да ја напушти играта. Тоа е вториот кошаркар во екипата на Godel Работнички. Прво Ѓорѓи Чековски мораше да ја напушти играта на почетокот од второто полувреме поради 5 лични грешки. Сега и Борис Нешовиć. Предност од 1 поен за МЗТ. 3 секунди до крајот на линијата за слободни фрлања Ѓорѓе Војновиć. Излета топката од обрачот. Останува 66-67, 66-68. И топката е за кошаркарите на МЗТ. Поради неспортска лична грешка, крај финалето им припадна на кошаркарите на МЗТ. 68-66. Во првото полувреме Godel Работнички имаше голема предност. Го реши во своја полза 40-29. Во второто полувреме одлична игра на кошаркарите на МЗТ. Во финишот со подобра концентрација остварија победа. По 4-ти пат го освојуваат кошаркарскиот куп на Македонија. Ова е 8-мо издание на кошаркарскиот куп на Македонија. Победата е заслужена. Godel Работнички беше победник 93-та, 94-98, МЗТ 96-та, 97-та, 99-та и ова година по 4-ти пат го освојува трофејот. Мора да се каже нешто и за организацијата. Безпрекорна. Се беше во најдобар ред, па дури кога е во прашање и работата на телевизиската екипа, никогаш не сме имале подобри услови. Се одеше онака како што треба. Во оваа организација во која што беше вклучен Центро Унион и овај куп наречен Центро Унион куп за трофејна вечер, со силните спонзори, во полуфиналето Мерлони, во финалето Белинка од Љубљана. И тоа е полн придонес на оние кои што материјално моćни искрено можеа да го помогнат кошаркарскиот спорт и 8-миот кошаркарски куп на Македонија. На паркетот слават кошаркарите на МЗТ. Доколку се слушаме, доколку е во можност колегата Горан Милковски да се вклучи, бидејќи долу близу кошаркарите на МЗТ. Горане, повели? Па да, еве веднаш после овој надпрер во големи возбудувања, особено во финишот, разговараме со капитенот на екипата на МЗТ Скопје, Ѓорѓе Војновиć. Честитки за освоениот куп. Како го видовте овој надпрер? Прво сакам да му заблагодарам на Господ што ми даде шанса да играм и привилегија кошарка. Сакам да им заблагодарам на моите најблиски тренерот и управата кои што имаат доверба во мене, какви на оние што немаат доверба во мене и ми дадоа мотив повеќе да работам. Godel Работнички извонредно го одигра овој надпрер. Мислам дека концентрацијата во финишот како и на претходните го одлучи надпреварот. Мислам дека
Jednostavno ovo vторото полувреме игравме фајтерски, дававме све од себе, тоа ни донесе резултат. Гола Работнички, сакам да им честитам на добрата игра. Сите играчи навистина дадоа све од себе. Мислам дека и среќата имаше голем удар, но дали среќата е со гравриме. Да, во секој случај направивте еден голем пресврат во второто полувреме. Ова е ваш петти куп, 3 имавте со Годел Работнички и 2 со МЗ. Веќе имаме 4-0 со екипата на Работнички. Мислам дека навистина даваме све од себе. Не знам стварно што да кажам, пресреќен сум за овој трофеј. Благодарам и честитки уште еднаш. Го слушнавте капитенот на МЗТ Скопје, Ѓорѓе Војновиќ. Следува свечениот церемонијал, предавање на пехарот. Председателот на Република Македонија, господинот Борис Трајковски, ќе го врачи победничкиот пехар на капитенот на екипата на МЗТ, Ѓорѓе Војновиќ. Свечениот момент како круна на ова финале. Имаат голема причина да се радуваат кошаркарите на МЗТ Скопје, Ѓорѓе Војновиќ, Димитар Симовски, Ивица Благоевиќ, Ристо Николов, Ерџан Прешова, Тони Грмчаров, Димче Гаштарски, Иван Ѓаковиќ, Никола Ѓорѓевски, Срđан Станковиќ, Ненад Нешовиќ, Ѓорѓи Књазев, со тренерот Митко Луковски. И трофеот на вечер, и пехарот на кошаркарскиот сојуз на Македонија, преводниот пехар, кој што го врачи господинот Горан Рафајловски, председател на кошаркарскиот сојуз на Македонија. Големо задоволство кај кошаркарите на МЗТ кои што направија пресврт во второто полувреме. Во првиот дел доминираа кошаркарите на Годел Работнички. Гледавме квалитетно финале. Овој пренос да го завршиме со уште еден податок за најдобар играч во финалето. Прогласен е Ѓорѓи Књазев. Одличен во второто полувреме, во првото постигна 1 поен, меѓутоа на крајот крај неговото име се запишани 14 поени, значи 13 во вториот дел. Ете тука треба да се бара оној пресврт и она разлика што МЗТ ја оствари во своја полза. Значи, конечниот резултат 68-66 за кошаркарите на МЗТ,